Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Јас сум Владко, а наспроти мене повтор пат во каналот Татунчо во овој подкаст ја имам Дана Силјан. Дана повтор пат добре дојде на каналот Татунчо. Добро те најдов, ти благодарам за поканата и секогаш ми е пријатно да учествувам на твојот подкаст, бидејќи секогаш изобилува со многу интересни теми кои што не сум ги видела особено на наши подкасти. И така да многу ми е драго што сум твој гостин. Така и во овој подкаст ќе се обидиме да ја направиме она работа за која што зборувавме надвор од видеото, а тоа е да ги прошириме хоризонтите, значи не сакајќи да бидеме тука да мудруваме или некому да му држиме лекции, туку едноставно да споделиме нови работи, нови сознанија и работи кои што можеби до сега не биле познати на пошироката јавност, а јас сум овде за да бидам слуга на вистината и на слободата, се останато се концепти лични избори. Пред да почнеме со оно што се договоривме дека ќе ни биде тема, јас долго време ме интересираат две работи. Првата работа е, ти живееш во Скопје, претходниот пат зборувавме за стресот, за скротувањето на стресот, и не сакајќи, јас имам живеано во Скопје, една работа која што беше константа таму е кога човек е во град, нервоза. Дали е тоа учеството во сообраќајот, дали е било кое по шалтери, било каде, значи се чувствува една постојана нервоза. Познавам луѓе кои што кога не биле возачи, биле многу мирни, многу спокојни луѓе, откако почнале да возат по скопските улици, значи она кочијашкото излегува од нив, го прават тоа. Имајќи можноста да споредам како се однесувам сега во сообраќај, сваќам дека има промена и си велам дали сум јас променет или средината ме променила мене. Така што прашањето ми е како во Скопје да се скроти таа нервоза, односно тој константен стрес кој што очигледно го има. Тоа нова прашање може да ти одговорам од неколку аспекти. Тоа е едниот едно помодарство што јас го гледам дури по социјалните мрежи. Например, сликање профилна во автомобил. Не знам што е поентата, да си има автомобил, да се последува не знам што е со тој тренд. Друга работа е што мислам јавниот превоз не е добро организиран, па луѓето мора да застигнат од една од друга дестинација, мора сите да седнат во автомобил и навистина се создава гужва и тензија и не е тоа воопшто не е растеретано. Скопје стана многу населен град, тоа е исто така еден од аспектите. И еден многу важен момент е што многу малку луѓе пешачат и возат велосипед. Иако постои една можеби повеќе децениска веќе да речем акција за да се поттикнат луѓето да возат велосипед, сепак ги избраат електричните тротинети. Така да многу малку луѓе се освестени дека здравјето им зависи најмногу од пешачењето и дека треба да подобре да го испланираат денот, да отидат до одредена дестинација пешки и тоа да им биде еден вид раздвижување, отколку да седнат во автомобил или кој што постои една, сега видов брзо една од анекдотиве, дека со джипот возиш до теретаната за да вртиш точак. Така да тоа менталниот склоп е најголемиот проблем, ако луѓето возат повеќе велосипед или си користат едноставно сопствените стапала и нозе за да стигнат до одредена дестинација, мислам дека ќе биде многу полабавено, како што е во другите земји и тоа е тоа. Во секој случај не е лесно да се живее во вака тензичен напнат град и мислам дека се ќе сложат со мене дека за да се заврши одредена административна обврска треба да се одвои буквално еден ден или да се земе слободен ден за оние кои што одат на нека класична формална работа, бидејќи
навистина го зема целиот ден и тоа на луѓето им создава нервоза, тензија, затоа што тоа и на крајот на криштата одзема дел од енергијата која што треба да се вложи во нешто што навистина сакаат да го направат. И тоа е тоа. Така, и уште едно прашање кое што имам забележано во некои статуси, што ги имаш ставено во некои коментари, а тоа е некултурата на социјалните мрежи. Значи, буквално животите ни се префрлија на социјалните мрежи, а забележувам дека поголемиот број од корисниците, сакајќи да се вмешат во некоја генерална дискусија, не прават разлика помеѓу употребување на голема и мала буква или употребување на сите големи букви. Не знаат да употребуваат кирилично писмо. Мислите се несврзани, навредите врчат на сите страни и некако испаѓат дека таа нервоза која што ќе нас собереме во сообраќајот после навечер се истура во социјалните мрежи и таму стресот дополнително се амплифицира. Какво е твоето искуство со таа џунгла наречена социјални мрежи? Многу интересно. Така, еве ќе одземам и сопствениот пример. Кога ќе се насочам да говорам и да пишувам литературно и точно, тогаш се намалува тензијата и се бираат зборовите и на некој начин, додека се случува тој мисловен процес, секогаш речениците и изјавите никогаш не се директно навредливи. Тие секогаш имаат некој повисок стил. Кога се држи тој повисок стил, тензијата не изгледа веќе како и агресивна како што изгледала претходно. Значи, додека трае мисловниот процес ние да се изразиме точно, во истиот момент се случува процесирање на нервозата и тензијата акумулирана во текот на денот од одреден настан или некоја животна драма со која што сме се соочиле, и тој статус навистина беше изгледа дека е контраверзан. Повеќе луѓе се налутија бидејќи користат латиница, македонскиот јазик единствено се пишува на кирилично писмо. Не постои латиница во македонскиот јазик и мислам дека тој тренд на некој начин ги направи луѓето да се изразуваат многу просто, многу сиромашно, и тоа влијае не само на интелигенцијата, туку влијае да се како да наречам, да се популаризира една турбофолк субкултурно однесување на социјалните мрежи, што е навистина се граничи со еден вид на безобразлук. Сега другата страна, например, јас кога сум возвраќала, нели, на одредени напади на повисок стил, изгледа дека се многу повеќе навредени. Не можат да вратат и тоа ги фрустрира. Јас навистина апелирам да се говори, да се пишува на македонски јазик и да се познава јазикот и да се потсетуваме на граматиката. Например, ако сакаме да изнесеме некој наше собствено мислење, и ако се сомневаме во некој збор како треба, значи сега можеме многу брзо да провериме и на некој начин да го одржуваме собствениот вокабулар и речник. Така, Тоа е тоа. Значи, овде комплетно ја разбирам ситуацијата, затоа што многу пати за работите, за идеите изнесени на каналот, кога луѓето знаат, не ги разбираат работите и не се сопаѓаат, јас вака велам, со воспоставените заблуди, обично се чувствуваат, ги чувствуваат како закана новите идеи, новите разбирања на работите и се чувствуваат повикани да навредат. Да навлеземе ние малку во нашава работа, бидејќи
односно што се занимаваш ти, а тоа се дисциплините Тај Чи Чуан и другата ќе ме потсетиш ти? Чигонг. Чигонг. Како, значи, телесниот став ја менува животната перцепција, да почнеме од овде. Обично ние сме научени низ целиот наш воспитно-образовен процес и дома и на училиште, дека се програмираме единствено со мислата, како што ќе си наредиме нешто да направиме, како што ќе замислиме нашата визија и се стремиме кон исполнување на истата и нејзино реализирање, почнувајќи нели од самото образование, како колку ќе научиме, така оценка ќе добиеме и слично, тоа е се единствено мисловен процес. И дека кога ќе имаме проблеми некој во животот, ќе се справуваме исто така со нели познавање собствените емоции, мисловниот процес за истите и тоа да се вербално да се артикулира доколку одиме на терапија и слично. Сега ќе зборувам за еден обратен процес. Како телото може да помогне ние да се чувствуваме подобро? И зашто исправениот став носи толку многу благодети за и за човечкото здравје, меѓутоа и за неговата емоционална состојба, односно за целиот психофизикус. Доколку ние стоиме и сме исправени и доколку оската ни е поставена праволиниски, во тој случај, кога гледаме, значи пешачиме со оваа оска исправени, во нашето видно поле подеднакво го гледаме небото и земјата и нели централните случувања измеѓу. Доколку имаме, например, одредена деформација на рбетот, вратот, да речеме, ако главата ни е подигната нагоре, тоа гледаме повеќе кон небото, земјата ја гледаме помалку, значи во нашето видно поле. Доколку сме повеќе наведнати сме кога сме нерасположени и тажни, гледаме повеќе во земја, помалку во небо. Знаеме дека небото значи символиката на небото е да дава надеж, додека земјата е она која што ја дава приземјувањето или кога проценуваме кои би биле последиците од одредени наши планови, доколку би ги преземале, колку можеме да издржиме во реализирањето на нашата идеја и слично, значи тоа го дава земјата или самиот термин кажува приземјување. Кога сме ние исправени во нашето видно поле, гледаме подеднакво небо и земја и ние имаме и перспектива на животот и на реализација на одредени наши замислувања, меѓутоа имаме и приземната слика на истите, колку и до кој степен можеме тоа да го реализираме. Доколку ние деформацијата гледаме само нагоре, тогаш имаме само идеи, немаме приземјување дали колку ќе ги реализираме. Доколку главата, значи нисимата надоле гледаме кон земјата, ние тогаш немаме доволно надеж, мислиме дека се е бесмислено и невозможно да се оствари. Тоа прави деформацијата на рбетот. Затоа многу е важно пешачењето, паќе нагласам тоа, бидејќи во пешачењето ние можеме да го приметиме овој момент. Затоа моето искуство, скоро веќе 25 години се занимавам со Тај Чи Чуан и со Чигонг. И тоа што можам да забележам е дека луѓето кога ќе дојдат на час, без разлика што и да се случувало во текот на денот, кога ќе се наместат кога ќе застанат правилно и кога ќе се постави телесната оска праволиниски, ќе бидат исправени како што треба и тоа така вежбаат час и половина, после часот ниеден проблем не изгледа како што изгледал претходно. Ниту во текот на часот, ниту се зборувало за проблемот, како што тоа се прави, например, на психотерапија. Не укажувам на тоа дека психотерапијата е штетна, далеко било. Туку ниту се зборувало за проблемот, јас немам појма што се случувало.
ниту луѓето со некого споделиле, нема време за тоа, значи само се работи на вежбањето на телесниот став, а тие веќе чувствуваат разлика во перцепцијата. Можете да замислите сега колку е важен телесниот став за да промениме одредена животна перцепција. Впрочем, и Ова е само еден кај сите сегмент. йога асани, се извинувам, кај сите йога асани, главната работа, без разлика во која положба ќе бидат нозете, главната работа е работот да биде исправен. Да. Сега тука уклучуваме приземјување со стапалата, тоа е стоење, кое што се нарекува стоење како дрво. И на некој начин имитираме дека сме проводници како дрвото. И ја поставуваме оската праволиниски од јин, тоа е точката меѓу половиот орган и аналниот отвор. Праволиниски нагоре, значи централно низ организмот и излегува низ пајхуи, тоа е највисоката точка, која што не поврзува со небото. Преку јин се поврзуваме со земјата, а преку пајхуи со небото. Кога е поставена праволиниски, во тој случај енергијата од небото, која што нарекуваме јанг, и енергијата од земјата, која што нарекуваме јин, се доведува до приближно, да речеме, добар баланс, како што јас секогаш ова го кажувам, бидејќи баланс како совршена равнотежа не постои, туку постои тенденција кон баланс и немање тенденција кон баланс. Она што го подразбираме како приземјување, тоа е смирување на јанг енергијата. Јинот е речиси статичен, една нулта позиција, додека јангот е оној кој што ние треба да го смириме, да го приземиме, а тој се собира во горниот дел, значи главата и во внатрешните органи. И доколку го отвориме јин и со правилно поставеност на стапалата, тогаш овозможуваме тој оган јанговски малку да го смириме и да го приземиме. Буквално како проводници. Затоа се вика стоење како дрво. Постојат цели школи кои што само ова го работат и навистина е тешко. Замислете да се стои отприлика 40-45 минути во таа положба е навистина предизвик. Прво 3 пати се препотуваме, па после тоа доаѓа до урамнетежувањето или односно приземјувањето. За мене секогаш било фасцинантна поврзаноста со древните духовни школи и она што го имаме денеска како наука. Јас гледам многу работи се кажани со различен јазик, а всушност станува збор за истата работа. Додека го објаснуваше ова, навистина се забележува, значи, приземјувањето, затоа што земјата има магнетна природа, додека било која движечка енергија има електрична природа и таа електрична природа се заземјува кај земјата што е магнетна. Кажано вака изгледа едноставно, но претпоставувам дека древните школи широм земјата ова го знаеле и затоа го применувале. Сега има една друга работа која што е многу во денешно време и присутна истовремено и многу профанизирана, многу критикувана, тоа е постоењето на духовни учители, духовни школи и како тие духовни школи, односно духовни учители, каков однос се создава со оние кои што стануваат учители или тежнеат кон учењето кој што може да го пренесе учителот и всушност како да се препознае каде е вистинското учење, а каде има шарлатанство. А сме сведоци дека има и такво нешто. Да, многу е тешко да се препознае. Меѓутоа, апропо муабетот за приземјувањето, учителот, вистинскиот учител е најчесто приземјен и е многу едноставен. Како поминува времето, дури некој да почнал со одредена доза на шарлатанство, доколку се настојува во градењето на себе си проучувањето, неминовно е да се соочи со вистината и да се приземи, а вистината е секогаш многу едноставна и вистинскиот учител се препознава токму по едноставноста и најчесто изгледа и покрај него се чувствувате обично, нема потреба од одредени
екстравагантности, и може да го најдете, не знам, седнат во некој најобичен ресторан, си пазари најнормално, едноставно личи на нормален човек, тој не е шарлатан. Обично шарлатанството е врзано со одредени екстравагантни стилови, не мора да значи, меѓутоа најчесто е така и така се препознава, бидејќи колку повеќе се навлегува во одредено знаење, многу полесно може да се создаде енергетски штит, додека екстравагантните стилови служат за да се заштитат од енергетските напади на учениците и на некој начин и тоа го разбирам. И за сите нас постои само единствен индивидуален пат до одреден учител и за сите има место под сонцето, тоа е сигурно. Друг начин на препознавање може да се познаат по ценовникот. За одредени сеанси, не знам, разни цени одделни, не знам, се плаќа 400 денари за оваа работилница, 300 денари за друга работилница, тоа е се спикано, постои еден хаотичен распоред, па луѓето се пријавуваат, па излегуваат и нема систематологија. За сите оние кои што ме гледаат сега и можеби не им се допаѓа ова што ќе го кажам, меѓутоа сите овој тип на работилници е наменет за потрошувачки менталитет. Ако сакаат вистински нешто да научат, тоа се прави во школи. Школите секогаш се дефинирани за што се. Исто како што кажувам јас дека дури за тајчи и за јога има па дали може да се плати еден час. Доколку школата, клубот наплатува еден групен час, знаете дека се работи за шарлатан. Ниту една дисциплина, ниту една вештина не се учи на еден час, секогаш се бара редовност. Значи га треба да се посветите. Секој што доаѓа еден час па ќе го снема цел месец, само прави едно изреметување на колективната енергетска снага која што има веќе постоечката група. Така да еден мој совет, доколку некој ме послуша и сака да се запише на некоја дисциплина и вештина, прво да види дали школата наплаќа еден час или наплаќа месечна или годишна чланарина. Најубаво е да има пристапница за годишно присуство, бидејќи другите случаеви ниту ќе се научи нешто, ниту има некаква цел, тоа нема да вроди со плод, не носи благодат. Тоа е моја препорака, на тој начин се препознаваат шарлатанските школи по било која дисциплина и вештина. Имам едно подпрашање. Многу конкретна без сега. Не ги знам по имиња, некој сум ги налетала вака по социјалниве мрежи дека има дневни работилници. Дневна работилница може да има само за редовни членови. Нешто како екстра курикулум, нешто во тој стил, така? Да. Работилница има за редовни членови, други например, или промоција, доколку се промо работилниците, да. Меѓутоа, наплаќање од една сеанса, еден час, по тајчи, по јога, тоа е безсмислено. Така, во мојот разговор со Пане Андов, тој спомна дека овие дисциплини се практично станува збор за години, ако не и за децении практикување, за да се осетат резултатите. Да, баш така. Тоа многу е точен, и баш и него сум го следала. Буквално после една година може да се почувствуваат првите резултати. Вие може после часот, нели, да се почувствувате подобро, тоа се држи вода. Меѓутоа, за да се навлезе во
вештината или во дисциплината, потребна е редовност. Дури 3 пати неделно е малку. Например, јас не дозволувам кај мене да се запишуваат доколку не можат да присуствуваат минимум на 2 часа во неделата, па дури правам селекција на ученици кои што не биле редовни и тоа е тоа. Така ова ми подсетува на една смешна сцена, имаше, сега се популарни овие кратки видеа, беше многу одамна. Значи една девојка која што купила еден број помали фармерки и не можеше да ги облече и имаше наредната сцена кај што јаде марула, надевајќи се дека инстантно ќе може да ги облече јадејќи марула. Значи таков впечаток ми остави ова инстантно стекнување вештини. Па има, например, најчести прашања се дали некојаш и на првиот час, некојаш и на третиот час, за колку време ќе станам мајстор. И тука следи она позната на приказна, која не ја знаат гледачите, кога ученикот го прашува учителот за колку време ќе станам мајстор, за 10 години. Добро, ако вежбам секој ден по 10 часа, вика па тоа е за 20 години. Така да не го прифаќаат тоа баш лесно, затоа што тоа е потрошувачки менталитет. Тоа со кое што ние се соочуваме, ама ќе кажам дека многу тоа е интересен дел од оваа работа, а и колеги веќе се сложат. И последна суфиска приказна, мудра, многу интересна, вели вака, дека предпоставам дека е измислена не е измислена, него е производ на искуство на учители. Оној кој што сум го научил да стрела со лак и стрела, еден ден ја насочил стрелата кон мене. Секој оној кој што сум го научил да стрела со лак и стрела, подоцна ќе насочи стрелата кон мене. Тоа не случајно, многу стара мудра приказна. И навистина тоа се случува, ама тоа е многу интересно за гледање. Мене ми е интересно и на некогаш сум горда кога учениците се арогантни и сакаат да пробаат нешто сами да почнат да предаваат, дури без мој благослов и слично. И баш го следам тој напредок како оди, тој инает дали е продуктивен и он веднаш ќе кажам дека не е продуктивен. Доколку се почнува со предавање од инает према учителот, никогаш не носи со плод. Тоа мора да произлегува само од срцето. И од она што ако вистински го сакате. Ако вистински го сакате, тогаш учителот самиот ја дава слободата и дури ќе ви помогне да најдете своји собствени ученици. Дури многу е важно да учителот помогне ученикот да си го изгради собствениот стил. Тоа е многу голем предизвик за сите оние кои што предаваат, да го најдат и да му помогнат на ученикот да најде својата автентичност и во вежбањето и во предавањето. И тоа е вистински однос на учител-ученик, бидејќи тука се поминува границата, односно учителот исто така учи од ученикот и ја вежба својата флексибилност на туѓиот карактер и помага во туѓата автентичност и на некој начин го проучува ученикот и станува и негов ученик. Односно ученикот му помага на учителот за да овој ја развие својата флексибилност и сетило за различни карактери на луѓе и како може да препозна и на некој начин да создаде матрица за повеќе типови на ученици, како може понатаму да се снаоѓа со новите ученици кои што би му дошле и на кои што ќе им помогне да се надградуваат. Надам бев јасна во ова. Така едно од прашањата кои што сакам да ги поставам тука, дали односот е симетричен, односно дали тој процес на бивање учител не е паралелен со постојаното бивање ученици, односно дека секогаш има нови работи кои што можеме да ги научиме.
Впрочем, како во приказното на девојчето кое што отишло кај еден старец за да земе жарчиња за да запали оган и немала во што да ги земе и ставила малку пепел на рацете и ги однела дома така. Старецот прв пат го видел тоа и рекол човекот учи додека е жив од таму. И учевме како мали ова приказна, што значи таа симетричност претпоставувам дека не е само да се биде талентиран ученик, туку едноставно да се биде активен, присутен. Па да, во главно треба да се биде активен, присутен, да, меѓутоа многу е важно да во воспоставувањето на врската со учителот многу е важно да се прифати учителот како обичен човек. Јас имав една ситуација, ќе ја споделам јавно, немам проблем со тоа, кога беше ковид ситуацијата и заради вирусот, нели, мораше да останам дома и да немам некое време часови и мене тоа многу тешко ми падна. Па дури имав 2-3 дена буквално си изнаплакав нормално, како и секој човек. И се враќам на тренинг и споделувам со учениците дека навистина тешко ми беше што седев дома и дека сум се изнаплакала и на моја ученичка вели: "Ти како можеш ти да плачеш, па ти јака?" Вика: "Па тоа не значи дека сум слаба." Викам: "Тоа значи дека сум нормален човек." Викам: "Вие ако вас тоа ви смета, ако најдете, викам, некој кој што е учител, кој што е бесмртен, слободно, викам, кажете, којто и јас ќе дојдам. Кој што, викам, не поминува ни своји животни кризи, јас сум одлучила да си ја споделам. Јас сум нормален човек. Тоа не значи дека не сум јака, па и да сум на моменти слаба. Тоа е нормално. Ние сме сите нормални, обични луѓе и вториот момент е да не се злоупотреби непосредноста на учителот. Особено ова се случува кај женски учители, бидејќи многу тешко се гради авторитет на женски учител, особено по вештини и дисциплини. Бидејќи, например, кај нас титулата која што носиме Сифу, која што во превод значи татко, а ние сме мајки. Нашите ученици на некој начин. И ние не можеме да глумиме авторитет на маж на часот, бидејќи тоа не е добро ни за нашето здравје. Ние мораме да бидеме сочувствителни, да покажеме повеќе нежност, грижа, не треба многу да викаме на часовите и да создадеме малку поинаков вид на авторитет. За разлика од машкиот авторитет му личи да биде повеќе војнички, да кажам, настроени и така, додека нас таквиот авторитет не ни носи добро здравствено. Ако направам една компарација. Например, јас на тренинг давам казни за каснење неколку пати ако некој задоцни. И ако сум маж учител, кажам, ајде сега бидејќи закасни, истрчај 4 круга околу стадион и тоа е тоа. А ако сум женски учител, ќе кажам, ќе те замолам бидејќи задоцни 3 пати поред, тоа ни е традиција на клубот, ќе замолам истрчај 4 круга, па врати се, ти благодарам. Тоа е реагирање со енергија на женски авторитет, а првиот беше со машки, така да кај нас малце поголем е предизвикот, особено кога имаме машки ученици. И така, меѓутоа главни се две компоненти, како што кажа, да се прифати дека учителот е и обичен човек, и второ, да не се злоупотреби неговата непосредност. Сега ќе поставам многу прозаично прашање. Дали овие техники, бидејќи живееме во време во кое што сите болести на западот дојдоа кај нас, така што самите техники на самоодбрана, ако порано се учеше каратето, тоа што го гледавме Брус Ли или Чак Норис ги гледавме во филмовите, сега веројатно сите научивме и што е спреј од
лути пиперки и слични работи, затоа што едноставно времето наметна многу работи. Дали овие техники имаат опиплива примена во, не дај Боже, реална самоодбрана? Реално не. Мислам, во однос ако ме прашуваш за физички одбрана, многу ретко, меѓутоа пожелно е. Пожелно е да се знае, може да се дојде во ситуација, добро е да се знае. Зошто? Ако мислите дека некој ќе нападне кој што вежба некоја вештина, тоа не може да се случи. Најчесто насилството доаѓа од оние кои што никогаш ништо не вежбале од борбените вештини. Така да дури не знаат ја нападнат, тоа се неартикулирани движења, меѓутоа доколку ние поседуваме одредена вештина и знаеме техники на самоодбрана, ние можеме многу брзо да се справиме безболно со тоа, односно да го онеспособиме оној кој што не нападнал, или може да се случи некој друг да нападне, мора ние да сме нападнатите, па можеме да помогнеме во таа ситуација. Меѓутоа, мотивот за вежбање не би требало да биде тој. Мотивот треба да биде телесното себеспознание, што е многу важно, бидејќи на тој начин може да препознаеме најразлични промени во нашиот организам, може да препознаеме нарав, телесен нарав и тенденција на луѓето околу нас. Можеме подобро, за кога се работи за деца, подобро да се движиме, да имаме подобра ориентација во просторот, да ги насетуваме луѓето. Тоа е она што најмногу се учи на тренинзи по сите борбени вештини. Тоа е главно. Меѓутоа, мотивот за улични тепачки не би требало да биде овака првенствено. Што ако некој, нели, има пиштол, како ќе се одбраниме од куршум, не би требало тоа да биде главниот мотиватор. Главниот мотиватор треба да биде развивање на телесна самосвесност и телесно себеспознание и самодоверба. Као што кажа, вистинскиот телесен став, и кога сме сигурни дека можеме да се одбраниме, ние никогаш нема да влеземе во некако конфликт. Се развива буквално се развива сетило и може да се препознае агресијата во одредени кругови, особено кај помлади луѓе, во разни ноќни клубови, дискотеки, се насетува, многу полесно може да се насети одредена агресија, лутина, каква енергија циркулира во просторијата и можеме лесно да ја избегнеме. Едноставно настануваме поинтуитивни и на тој начин можеме побрзо да се заштитиме. Тоа е исто така многу важно. Така, на многу места се забележува дека во техниките на вежбање, на практикување на овие вештини, користиш меч. Јас за источна езотерија можам да кажам дека имам речиси многу мало знаење, но во западната знам дека мечот е поврзан со елементот воздух и како таков е поврзан со интелектот, со разумот. Дали имаме некаква паралела со источниве езотериски учења и како мечот како меч, како предмет, како нешто што се држи во раката и се прават одредени движења со него, придонесува, значи, за комплетирање на вежбите. Така, ето, например, има повеќето источни вештини работат со меч, кинескиот се вика джиан, јапонците користат катана. Нели, тоа е, например, со овие оружја не можеме на улица да се шетаме и да се одбраниме, нели? Тие се вежбаат заради нешто друго. Инаку да, во кинеската алтернативна медицина елементот метал ги опфаќа белите дробови и дебелото црево.
како нели меридијански, инаку белите дробови дебелото црево се поврзани со емоцијата тага. Сега, како што знаеме, например, ако влезам малку историски, Може слободно. потекнува од династијата Шанг. Кинескиот меч се нарекува познате како џијан, нарекуване дури джентелмен, господин меѓу оружјата. По него се одредувал и општествениот статус. Бил украсуван дури со разни полудраги камења, например, доста е употребуван жадот како елемент во кинескиот меч. И она што е интересно, да, и во источната традиција, мечот се поврзува со здраворазумскиот комплекс. Исто како во тарот картите, кога ќе се отвори тарот карта на крал или кралица на мечот, тогаш се работи за начинот на размислување, не за чувствување. И во самото вежбање, мечот ја исклучува емоцијата. Тоа е многу важно. Значи имаме фокус, разбуден здраворазумски комплекс и исклучување на емотивниот дел, и ние сме во целосен фокус на сечилото, што ја подобрува, ја изострува нашата концентрација, ја подобрува нашата одлучност. Тоа значи мечот е пресекување. Сега некои ќе кажат, особено порано, јас кога сум кажала дека обожавам да работам со меч, па тоа е насилно, агресивно. Не е насилно, напротив, мечот е символ на благородништво. И во Кина, и во Јапонија. И затоа кога ќе кажат вие таму се тепате, не се тепаме, се бориме. Борење и тепање не е воопшто исто. Че тука постои култура, постои култ према сечилото, према партнерот со кој што се бориме, и тоа е еден вид на партнерска игра и партнерски натпревар на фокус. И сега, зошто е битно ова исклучување на емотивниот дел? Затоа што на тој начин успеаме да канализираме агресија. Мене многу ми е смешно луѓе кога ќе кажат јас не сум агресивен. Значи, не може да не си агресивен. Од кога ќе се родиме ние, од кога ќе излеземе од утробата, ние сме се. Секогаш чувствуваме, понекогаш повеќе, понекогаш помалку, да, меѓутоа не може да немаме агресија. Секој човек мора да го прифати тоа во себе. Че може да имаме агресија, зависи како ја канализираме. Сега, тука се зборуваме за еден аристократски начин на справување со агресија. Мечот е тоа. Мечот е аристократско вежбање. Тоа е вежбање на благородници, тоа содржи витешка компонента. Бидејќи ние кога ќе седнеме, нели, да разговараме, ние го користиме нашиот ум и разум. Мечот е символ на разумот. Како што е, значи имаме судење и расудување. Мечот е символ на расудувањето и на разумот. Целосна будност на здраворазумскиот комплекс. Ние не можеме цело време да живееме само со емоциите или само со разумот. Меѓутоа во мечот имаме многу здраво исклучување на емотивниот дел, многу битна работа е тоа. И го развиваме фокусот и концентрацијата во моментот. Со сечилото нема играчка. Со сечилото мора да има многу добра концентрација и на тој начин не возможува ние брзо да одлучуваме во животот. Ова сум го приметила и кај себе и кај мои ученици кога ќе почнат да работат со сечило. Тоа е многу интересно. Како телото, како психичкиот дел, целиот наш психофизикус, подобро да кажам, целото наше сепство се врзува со символиката на мечот. Кога ќе почнат луѓе да го работат, знаат што треба од животот да осечат и што им сметало. Им ја подобрува одлучноста, тоа е многу важно. Така да има многу голем удел и многу голем
мислам многу позитивни промени носи вежбањето со сечило. Не мора да е кинески џиан, нека е катана, било што, нека е спортско европско мечување. На некој начин многу брзо се вклопува самурајскиот или витешкиот начин на функционирање. Кога двајца противници со меч се борат, во самиот поздрав се знае кој ќе победи. И нема тука лажење, мора да се пружи рака на победникот и тоа е во моментот се помируваш, окей, јас сум поразен. Знаете која победа е тоа, да се помирите со пораз? Тоа е најголемата животна победа. Окей, ќе работам сега на следниот начин, ама доколку од деца тоа го научиме, да прифатиме кој е подобар и да се пружи рака, тоа може да замислите колку е менува би ја сменило таа целокупната слика во однос на моралот, во однос на социјалното однесување на луѓето, во однос на почитувањето, затоа Јапонија е таму каде што е, ние сме таму каде што сме. Очигледно дека луѓе кои што не знаат да губат, не се спремни да победуваат, затоа што во едното се содржи другото. Дисциплината се биде добар во поразот и ја носи дисциплината се биде добри во победата. Така исто како што се извинувам, исто како што кога го спомна мечот, ние сме премногу поврзани со ова консумеристичко општество и мислиме дека ако отвориме Амазон или Алиекспрес и порачаме некој меч и дека тоа е достапно за секого. Аристократското што го спомна, техниките на добивање на тие сечила во времето кога се настанати, дали се тоа катаните, дали се тоа средновековните мечеви, да си има меч било скапа работа. Прво ќе кажам дека секоја победа е пирова и секој губиток е добитен. Така да се е тоа миновно, тековно, еднаш ќе победиме, еднаш ќе изгубиме и доколку се вежба на овој начин, се тренираме дека тој круг цело време постои. И тоа е многу подобро доколку како од деца почнеме да го работиме и да го развиваме и да го осознаваме, отколку на подоцнежни години. Сега во однос на аристократскиот начин што го спомена за поседување и вежбање со меч, во главно и не е тоа толку скапо, меѓутоа помодарството да се поседува и да се вежба не е исто. Прво треба да се заслужи, значи треба да се почне со буквално да се биде почетник во вежбањето, па понатаму се купува, значи едно сечило па друго, меѓутоа вежбовните не се така скапи. Секој може тоа да си дозволи, меѓутоа редовноста во вежбањето и одржувањето на фокусот е нешто што трае со години. А градењето на стилот па е нешто сосема друго, тоа бара повеќе децениска работа. Кај мене многу често ме прашуваат дека веднаш сака да почнат со меч да работат. Нормално тоа никогаш не сум го дозволила, ниту ќе го дозволам. Се знае кога се почнува да се работи со сечило. И особено ќе напоменам, например, самурајскава вештина кендо е многу убава вештина за сите деца, а особено за машки деца, бидејќи учат една воена дисциплина, треба опремата да знаат да ја здиплат, да знаат да се облечат, да користат маска, мислам, мен се вика, па додека се има одредени кати или пак додека се борат, треба да извикуваат, што е многу важно да се вика во маската, бидејќи на некој начин и ги трошат емоциите и се ослободуваат од нив, што е многу важно. И носи доста подобар фокус, подобра концентрација, потоа се мислам дека се подобри на училиште и на некој начин
вистинско, би рекла вистинско воспитание. Така да на родители им препорачувам да си ги запишат децата на вештини и особено да работат и со ладно оружје, бидејќи тоа многу подобро го подобрува фокусот. Така, би сакал едно малку по глобално прашање. Денеска сведочиме еден подем на истокот генерално. Можеби Кина е лидер во тоа, но истокот генерално се крива дека декаденцијата го руши западот. И сега повторно на површинско ниво ние велиме тие кинеските производи како синоними за ефтино и за неквалитетно. Од друга страна, мои соговорници кога сакаат да потценат таа источна култура, велам континуитетот на државите што се од исток, конкретно Јапонија и Кина, оди назад векови. Така што и збориме континуирани векови, тоа што стари држави има и на континентот. Што е тоа што се носи од тој исток кој што е вистинската источна вредност? Претпоставувам дека не е AliExpress и Alibaba, туку се некои духовни традиции, како што ги споменавме овие, самурајството, техниките кои што ги предаваш ти, редица текстови кои што се од таа култура и колку ние имаме штофте, така да се изразам, за да можеме сето тоа да го преведеме и да го разбереме со нашиот западен менталитет. Интересно ти е прашањево. Како да се победат оние мислења за кинеските продукти. Меѓутоа, вака, Кина е голема. Да, Кина е голема. Мислам, навистина има се и се што. Она со што се издвојува, тоа е медицината и вештините. Мислам дека тоа е, и технологијата нормално напред е отидена како за една комунистичка земја, ќе го како тргнала и одамна веќе го трасира тој нов комунистички поредок. Тој нов комунистички поредок е помалку и капиталистички, секој нека процени според тоа како чита, како самиот ќе процени за таа ситуација. Меѓутоа, она што е добро и што може да го земеме од Кина, да, тоа е дисциплината, дека многу се работи, дека имаат многу добар концепт на планирање. Например, што се однесува на медицината, таа е доста симплифицирана и многу лесна за разбирање. Дури некој може и да се само диагностицира. Тоа се 5 елементи, меридиански поделено. Не може човек да не разбере. Мислам дека и во прошлиот подкаст зборував за тоа. Ние мислам дека годиниве повеќе се приближуваме кон холистичкиот начин на лекување и гледам дека луѓето повеќе си почнуваат да си го бараат чарето и во алтернативните начини на лечење и во превенцијата. Во тоа се први. И Јапонија и Кина водат во превенцијата. Ако ние под превенција подразбираме редовни прегледи, тука превенцијата е нешто сосема друго. Превенцијата значи себе спознавање и како ние себе се учиме и ние сме кај докторите и како пациенти индивидуални, не сме во неодредена категорија. Секој човек е за себе посебен свет, ако мене ми одговара одреден тип на храна, на друг не му одговара, ако некој му одговара се храни вегански, на некој друг не му одговара, еден ист лек не ни одговара на двајца, како кај нас што се препишуваат, например, едни исти антибиотици за сите. Тука превенцијата е вежбањето. Вежбањето е превенција и во Јапонија и во Кина.
повеќето луѓе се насочени кон квалитетно вежбање. Ја го нарекувам тоа концептуално и за тоа бев малце сватена контраверзно. Концептуален тренинг е тренирање на вештина. Концептуален тренинг не подразбира трчање на кеј, вежбање на справи, вежбање во теретана, тоа не е концептуален тренинг. Концептуален тренинг имаме само на тренинг по источни борбени вештини, бидејќи тука имаме не само растегнување, флексибилност, туку и работиме на цел психофизички дел, значи работиме на смирување на кортизол, на поточно кажано излез на негативна енергија и влез и циркулирање на позитивна, иако овие позитивна и негативна е малку различно ги сваќам, меѓутоа за да ме разберат гледачите, мора вака да се изразам, доколку одиме само на трчање, ние имаме само излез на она што не ни е потребно. Доколку одиме на вештина, ние имаме енергетско циркулирање, значи имаме излез и влез на енергетска снага. А ако трчаме, имаме само излез. Во тоа е разликата на концептуален тренинг и неконцептуален тренинг. Концептуалниот тренинг е вистинската превенција, таа ја нудат јапонските и кинеските борбени вештини и тоа е тоа. Бидејќи имаме тука и борба. Намерно не ја спомнав јогата, иако јогата е мајка на село што го зборам. Меѓутоа, борбениот дел е неопходен. Зошто? Затоа што работата со партнер отвара еден нов момент, затоа што ние сме веќе физички дистанцирани луѓе. Мислам, повеќе не се допираме така лесно. Као порано, ние сме веќе дистанцирани и особено борбениот дел е многу важен, бидејќи ние учиме друго тело и именуваме. И тоа го правиме без уклучување на емоција, што е многу важно. Значи, многу е важно, бидејќи на тој начин и себе полесно се познаваме, не пристрасно. Може би овој термин е многу посоодветен. Значи, дека многу полесно ја контролираме пристрасноста, би рекла. А тоа е многу важно. Ако немаме пристрасност, ние развиваме објективна призма. До тука ќе стигнам. Објективната призма ни е неопходна за да имаме вистински морални вредности. Че се може да се труби по медиумиве морални вредности, слушам морални вредности вакви, такви. Што ако јас тоа го разберам, но не го применувам? Тоа може мојата мисла го прифаќа тоа. Јас го разбирам тоа логички, меѓутоа ако моето цело битие и телото не го разбирам, не го разбирам. Сега во борбените вештини имаме разбирање на моралот и со нашиот и преку телесната перспектива, да наречем. Така да се види светот со очите на другиот, емпатично. Па тоа е вистинската превенција, да се насети, да го почувствуваме туѓиот нарав, тоа е многу важно. Да знаеме кога да се повлечеме, да знаеме како да одредиме дистанцата. Па многу луѓе не го знаат. Значи, јас многу малку луѓе познавам кои што знаат да одредат дистанца. Усетот за дистанца, да го развијат. Ја многу малку луѓе познавам така. Затоа што многу малку луѓе веројатно знаат што е тоа аура и како кога се влезе во полето на аурата како се влијае. Да. За крај би сакал. Повели. Тоа се предностите. Мислам, излегува дека доста промовирам са јапонски, кинески боречки вештини. Секој може да си прави што сака, не сакам да изгледам дека попувам или нешто. Меѓутоа, да се разбереме, може да си почитуваат луѓе неконцептуален тренинг, тоа е сосема во ред. Меѓутоа, целовит концептуален тренинг ги нудат овие вештини. И јас не сум го ни измислила тоа е навистина е така. Така,
бидејќи претходниот пат разговаравме за твојата книга, што е поверојатно се случи репринт нејзин или можеби се има случајно или да се случи нова книга? Ај уште еднаш? Бидејќи ја промовиравме книгата претходниот пат, Да. што е поверојатно да се случи сега, репринт на истата или веќе нова книга? Па сега повеќе пишувам за енергетски менеджмент, за тоа во какви ситуации кога да измериме колку да вложиме енергија, колку треба да абстинираме од вложување на енергија и како тоа да го процениме според нашите телесни сигнали. Тоа е нешто ново на кое што сум фокусирана, мислам дека ќе биде интересно. Така, кога ќе излезе овде на овој подкаст, секогаш има простор за да се слушнат нови работи. Каде може да те контактират евентуалните заинтересирани што би сакале да го прават овој концептуален тренинг? Моментално сме во салата на армијата во Градски парк. Секој вторник и четврток од 19 часот и недела од 12 часот. Сите заинтересирани може да пишат на страната на нашиот клуб Фейлонг, Tai Chi Chuan Македонија. И можат и да се јават, таму има и телефонот, може да ги исконтактираат. Секогаш имаме 3 тренинзи пробни, за да се да си направат проценка дали се пронаоѓаат во оваа вештина, ако не во мојата, ќе пробаме да најдеме нешто друго соодветно и така натаму. Така, да ти благодарам за ово гостување. Се надевам дека идното ќе биде за поскоро од како што беше разликата помеѓу овие две. Ти благодарам и секој добро. Ти благодарам и на тебе, се слушаме, поздрав.